Заради одлуката на владата од месец ноември да му се одземат ингеренциите на локалното јавно предпријатие Енергоприлеп за стопанисување со броилата за јавно осветлување, а кое што имаше повластени услови за плаќање на електричната енергија за уличното осветлување, прилепчани во новата година ќе плаќаат значително повисоки сметки за оваа услуга. Со огромно жалење да истакнам дека донесовме една непопуларна одлука, односно одлука која што ќе значи зголемени сметки за јавно улично осветлување. Во разговори со градоначалникот се прават напори да ова одлука ако може да се смени, ќе има интервенција и преку ЗЕЛС, меѓутоа заради да не ја ставаме општината во правен вакуум и во не дај Боже да се случи, иако имаме ветување од Евана да 90 дена да не снабдуваат на слободниот пазар со електрична енергија, ние не сакавме да ризикуваме и преминавме на ваков непопуларен чекор. Според Продановски, најтрагичното во ваквата владина одлука било тоа што биле анулирани евидентните позитивни ефекти, додека со овие броила стопанисувало јавното предпријатие Енергоприлеп и кога заштедата на општината за неполни 3 месеци била над 200%. Со ова се прави сериозен зафат врз средствата од граѓаните, односно сметките ќе бидат далеку повисоки од она што овие 3 месеци успеавме да заштедиме како општина со трансферирањето, односно со предавањето на употреба, односно на броилата кон јавното предпријатие за енергетски дејности. Инаку, оваа принудна одлука за зголемување на сметките за јавно улично осветлување, прилепските советници ја донесоа на последната седница на Советот, одржана на 2 дена пред новата година, со единствена цел да не се ризикува и градот да не остане во мрак.